Здрави на тебе Мија, здрави на сите тука. Јас сум Ана, представник од Хера Млади и тука со нас е една топ личност која што е млада и амбициозна и со надеж. Светски позната, Мија Перевска. Thank you. Мија покрај тоа првен да ти честитам за новата песна, топ песна. Фала многу. Имаш соработуван дури со нокаут кој што кој бил таа беше тоа, да. Нешто вау, со која личност ќе правиш мове, така да. Ти што така ме доживуваш. Да, јас сум мюзик фен, така да кој ќе имам можност со некој кој што е баш во таа индустрија, тој е како жанр и таа индустрија правиш мове, ти како што први ти спрашам. Да. Така да разбирам. Јас сум таква за стварите што имам ја амбиција со нив, така да. Убаво е што сакаш и почитуваш музика и фала многу за поканата. Не знам, задоволството ќе биде секогаш наше. Ти потекнуваш од музичка фамилија, мислам ти си окружена порасната си со музика. Како тоа, мислам, ти помогна во твојата како сегашна кариера, што те научи, што те спреми, што Така. Всушност не те спреми дури. Да, сите мислат дека имаш повеќе привилегии затоа што нормално имаш музичка фамилија. Баш може би е и обратно, затоа што притисокот е голем, мислат дека нели нормално непотизам и така натака. Единствена добра работа која што јас ја имав е тоа што видов како се однесува во круг на музичари и имав достапност до опрема кога бев дете, со цел да можам да се изразам, можев да свирам на клавир, знаеш, има деца што се талентирани немаат клавир. Јас сум благодарна за тоа што сум имала клавир, мајка ми беше професор по клавир. И така научив да свирам, имав така пристапност до некои работи што други деца немаат во тоа, навистина се чувствувам онака благословено и благодарна сум што сум имала некој тип на пуш за да одам напред. Али тоа е поддршка, многу луѓе немаат ни поддршка, ќе бидеш музичар. Запали си гитара што појде. Така, нормално и кај мене беше тоа долга тема на дискусија дали да бидам музичар, дали не. Мене умеѓу време почнаа многу други работи да ме интересираат, филозофија, историја. Решив да се запишам у гимназија, идев понадпревари музички кога бев дете. И моите родители се тие кои што рекоа, Мија, ќе биде жалосно ако не одиш на приемено музичко, зашто тоа си ти со тек на време ќе се наполниш со фрустрација, пошто ќе се изразиш, ќе се израснеш во личност во која што не си ти. И ги послушав. Моите отидот на приемено музичко и сега сум тука. Тоа е тоа. Значи, што прети свербома фен. Некад родителот знае дефинитивно поише. Особено па за музика кога е тоа како не е вообичаено. Не вообичаено, да. Луѓе немаат поддршка. Еве пример сега, може би имам помалку поддршка од моите во однос на некои работи. Мајка ми често знае да ми каже, Мија, тебе напиши песна што ми се свиѓа. Или да е направи нешто за сите да може да го слуша. Да, или дај бе негде изрази го гласот, чекај бе човек, јас сум прво музичар, после сум пеач, па све друго. Да, фер. Тоа. Кој тип на музика те би кажал тебе најмногу те инспирираше, кој бајас би си го имала ти спрема музиката? Не знам. Пример, кога бев дете, многу слушав рап. Многу слушав рап и метал во исто време. Да. И после тоа некако преидов на поп музика, затоа што премногу се развив во некои други сфери, други жанрови. И кога се запишав во средно музичко, почнав да слушам екстремно многу класика. Класиката ролира околу, да, но стоите си имаат свој влијац. И нормално класиката е многу тесно поврзана со метал музиката. Премногу слушав, нели, такви моменти. И после тек почнав да слушам поп. И сега онака Мадона ми е кралица, разбираш? Мадоната на секој на перец, да. Мислам, кај мене идеше обратно. Други луѓе почнуваат со поп. Да, јас сум едно јас започнав со поп, со Бритни, со И јас сум ги слушала тогаш, со Тейлор, уште се сагам, морам да се признам. Ги почитувам. И после кога знаеш тинејџер си 13, кога you don't get me mom, кој ќе почнеш да стане кој емо и дознаваш сето тоа, дознаваш за не знам, Sleeping with Sirens и сите тие кои Screamo, поеше емо слушав од колку. Исто леле, човече, имав Tokyo Hotel фаза, значи. Да, сите има еден момент сите си имаат Tokyo Hotel фаза. Не знам како да го објаснам тоа. Имав Tokyo Hotel фаза и имав scrapbook од секој член, значи бев обседната. Истовремено после тоа почнах и One Direction да ги слушам.
свирев кавери музичко у двор на акустична гитара One Direction, сигурно ден денес ме заебава за тоа. Нема проблем. I can take it. И така што сите фази сум ги прошла, јас сум имала доста влијание и како дете имам доста влијание и сега. Слушам албуми со 30 билионски преслушувања и албуми со само 30 слушања. Значи слушам и тотално непознати артисти кои што креираат, слушам и нормално, како што кажа, музика за големи маси, кој следам доста The Weeknd, други музичари што сега онака се уврв на кариера, што се вика. Али за Тейлор искрено, пошто начнавме малце темава, у задње време више не ми е тоа што ми беше, више иде во други облици што не се тип на уметност, него се некој друг тип на индустрија. That's it. Тоа е тоа. Потивко тоа ќе кажем. Шала на страна. Например, јас себе секогаш се сваќам многу повеќе слушав женски отколку машки. Не знам зошто. Значи секогаш повеќе мене ми се допаѓа кога има женски вокал во музиката. Не знам, привлечно ми е. Дали мислиш дека тука има некоја корелација, дали родовата еднаквост има некакво влијание врз изборот на жанрите, може дури кај женски. Нормално, ние секогаш како луѓе сакаме да се приврзуваме со нешто што ни е познато. Да. Така што нормално е, мислам, и на ранлива возраст во тинеџерство секогаш нормално е да се врзаш за некој што ти е вау, за некој. За мене така беше Емили од Evanescence, кога што сме кај такви фази. Така тотално го разбирам тоа. Мислам дека и мажите се чувствуваат еднакво за својот род, деца секогаш како деца. Обожаваат DMX, Soulja Boy ствари. Тотално мислам, тоа е тоа, живот. Да. Исхрано, као може ти како женско во индустријата го сватиш, како би можел некој као, што мислиш дека тоа мислам како да преброиме некако стереотипи што се баш врзани со со музиката, знаеш, како тоа да се преброи, како да се баш да се осврне внимание кон квалитета на музиката, не од онаа виер. Да. Знаеш, ке се music. Да, мислам дека сега нема некоја толку одвоена, толкава не родова нееднаквост, пардон. Мислам дека веќе работите стануваат онака на едно ниво, со помош на овакви организации какви што сте и вие секако. Мислам дека се уште влечаме работи од порано како што биле. Мислам, не е дека сега толку е све поделено или луѓето се дискриминираат. Мислам дека само женските не се свесни дека конечно имаат моќ да прават што сакаат. Значи не е дека не можат. Како што спомнавме на тоа. Него само се чувствуваат као, ме разбираш, баш кај што многу мал пазар сме ние и тешко е, знаеш, секој зависи од секој музичарка тука треба да се пробиеш некој. Да, ќе се вратам на привилегијата што јас ја имав. Тоа е мајндсетот што го развив со помош на тоа што го имав. Сватив дека сега кај нас како едно големо црево. Секој од секој зависи за секоја работа. И уште од дете сватив дека мораш да си целосно независен за да можеш да опстанеш, ако сакаш овде да опстанеш. Затоа што и татко ми, пошто е познат музичар, од секојаш, ќе му треба некој микс на песна, нема доволно добро студио за да го оствори тоа. Мора да иде кај некој друг. Или не знам, напишал толку текстови, више нема инспирација, му треба текст од некој друг. И цело време тука се сите врзани, па некој на некој ќе му должи пари, па ова му треба, па тоа му треба. И тие работи тотално ме исплашија и реков ја ќе правам све сама, што сака нека биде. И тоа некако првенствено ми беше страф како женско, затоа што секогаш поише ме влеча програмите, секогаш поише ме влечеше тој дел од музиката, не ме влечеше толку да бидам пеачка и да бидам на сцена и така да изгледам, поише ме влеча некои други нешто кој го гледав татко ми како работи. Онака со монитори пред себе, као друг свет, се што ќе замислеше, што ќе го отсвираше, јас можев да го слушнам. Тоа за мене беше проценски лавент, кој што многу е незапоставен туку на например, мене да ми кажеш као
тоа да го видам, јас ќе се фрапирам, зашто исто се осеќав. Исто ја си го гледаш само као настапот го гледаш, ти го гледаш уметникот, не видиш као се што и да позади уметникот. Да, и мислиш дека кој знае што е, кој знае колку е тешко и тешко или нема шанси, да, или тоа е тотално виша друга ствар, ама тоа е тотално потценувачки момент, али ако од гледна точка на музичар, ако има многу девојчиња што сакаат да се занимаваат со музика, што сакаат да креираат, да прават, да се плашат, пошто кога ќе видиш како изгледа сето тоа, кога ќе гледаш, кога ќе ја видиш технологијата и све, луѓе почнуваат да се плашат, мислат кој знае што е, ствари све е за луѓе направено. Разбираш, само треба да газиш малце појако, нака и да бидеш сигурен у себе. Мене многу ме беше страв. Никогаш не мислев дека ќе можам да се занимавам со програми, со било што, затоа што ми изгледаше страшно. И пола живот до сега го имам проедено во анксиозност, дека никогаш нема да можам да ја извадам мислата надвор. Што е најголемиот страв за еден уметник, онака само да држиш, да складираш се и да нема да се изразиш. Да. Со тебе гние скоро дори. Да, баш така. И после доаѓа финансискиот дел. Чекај малце, како ќе заработам за да си купам таква опрема. Али прво почнуваш од тоа како ќе научам ноти, како ќе бидам музички писмен, како ќе го отсвирам ова, како ова што сум го замислил ќе го извадам. И онака чекор по чекор идеш, почнуваш да стануваш нели писмен, а има толку нормално фантастични музичари што не се музички писмени. Има некои што се подобри него од писмени, тоа зависи од човек до човек. Али онака во мојот случај имав потреба од музичка писменост. Кога станав музички писмена, почнав на клавир да го истурам нели тоа што ми е во глава и така лека полека влегував во студио, впивав се. Татко ми никогаш ме нема научено да работам програм. Никој ме нема научено да работам програм, сама се научив. Замолив еден колега на татко ми, си купив првпат лаптоп во живот. Тоа беше скоро, сега пред 6-7 години. Да. Значи, сите мислат дека ако си дете на некој тука дека не знам како си воспитан и финансиски си пораснал и се. Јас и за среќа и за жал знам и со нула и со многу. Сум се наоѓала во разни ситуации, али првиот лаптоп го добив пред 6-7 години, инсталирав се и конечно почнав и сега сме пак тука. За дори некои веќе стереотипи, као и дури предрасуди, кои што имаш ти веќе, мислам, дури као можеш да кажеш кои предрасуди и стереотипи, како и дури пречки си ги почувствувала ти како во оваа индустрија. Да. Оваа работа, да ќе наречеме работа. Нормално дека има пречки во секоја работа, има пречки во секоја индустрија, ама мораш да си сигурен во тоа што го правиш, мораш да го сакаш. И најпрвично мораш да си онака целосно open-minded, да впиваш и кога не си управо и да слушаш и да кјутиш и да знаеш да се покоруваш. Самокритичност. Да, ако не знаеш да се покоруваш, ако одма се удараш у гради, јас сум најболја, јас сум ова. Јас сум она, тоа многу кратко трае. Мислам дека не треба многу да си тежок на себе си, па дури кога да бидеш окей, да не бидеш ко у едно екстремно друго, зашто кој си скроз самокритичен, па дури никош не да се изразиш како Вистина, во право си, ама ако си човек што многу длабоко ги осеќа работите, не можеш да не одиш до екстрема. Да, не можеш да не одиш или идеш премногу онака против себе, или кога ти се дешава све само му даваш да го живееш и уживаш, така што имаме трето и teen angst и да баш онака да се осеќаш како у Beetlejuice кога Лидија го пише писмото како I hate this. Баш онака крај. Мислам дека тоа е дури по-продуктивно, само да си изведеш себе си, па макар и деренг перница. Да, баш кога сме уште кај Beetlejuice, најболиот филм што го имам гледано годинава, вториот дел. Ма не можеш да гледам многу спойлер. Значи, плачев и се ежев и се смеев и све во исто време. Манда Джена од тега таму така да мора да е добар. Да. Само една сцена имам видно, тоа беше The Soul Train сцената која. Леле, колку беше добро тоа, не очекував као. Па да, веќе Тим Бертон. Како да, Тим Бертон е нормално, што ми е омилен режисер, forever and ever. Сите, и си имала, ги сакаш тука го и као Тим Бертон, да, као да идеме на категоријата као Nightmare Before Christmas. Да. Да, мојот омилен филм. Тоа. И Corpse Bride, да. Да, сите, од него ми се сите искрено. И обавезно еднаш годишно ги гледам сите од почеток. Да, мене ми е ритуал да се гледам Nightmare Before Christmas на Halloween. Да, апсолутно. Мислам го сакам Halloween и све интересно ми е.
Ама не сум до толку веќе Халоуин човек како што бев порано. Сега некако това е тук Халоуин духот вратико. За да се Ја изгуби. враќам. Мислам дека да, година толку обврски онака Не те разбирам. пробувам десето да си го одржам на себе. Така. Да. Ова година прв пат кога косплеј беше мојата Halloween маска, јас бев од Jujutsu Kaisen Female Boja и толку фан оддавна не сум имала. Значи како се кажам, можност некој што има да се маскирира, да се изразува себе си, како што може да се земе од толкава слобода, што може да се ја почувствуваш, не знам, како таква слобода да не сум почувствувала. Само дека никој не те препозна да се осеќаш како нешто, баш како Clark Kent. Да, да, леле, јас секоја година и правам забави за Халоуин и све, и пријателите мои знаат колку се замарам за да бидам добар хост и се, пошто ја така изразувам љубов преку гостопримство и готвење за Јас правам за тоа. Да, Јас ваа за себе да сум скроз летно. Јас така сум за Крисмас, кога ќе дојде како Божик нова година периодот, дома става струка режим на се преме gingerbread cookies, се преме ова, се преме она, и за секого преме што ќе ти текне, затоа и се прави полачиња и се декорира како поза. Исто. И така правам за све, за секој празник, за секоја прилика. Само си барам рачка да готвам за некој човече. Така што тоа е тоа, мислам, оваа година прв пат немав никаков Halloween парти, не ништо, пошто на 1 ноември имав настап на Underfest и 31 кога дојде дента, бев поканата на една топ забава. На другарките ја викам, дечки, извинете, ја идам у планина вечерва, идам да се отспијам и се гледаме утре на фестивал. И 31 така си го поминав. Го гледав Adam's Family. Го гледаше? Да, и си правев некој бургер и си заспав као дирвец, и тот ми беше. Скутуват тоа е тоа да наđнеме натаму, да почекаме како на фестивалот настапат нешто. Да, леле, тоа беше многу убаво, мислам. Само пред 10 дена излезе песнава, а луѓе после недела дена го знае рефренот да го пеат. И прв пат онака седам у публика и ми се враќаат зборовите. Викам, чекај, дали сонувам или не. И завршуваме со настап и викам на бендов луѓе, стварно викам, го пеа луѓе рефренот, го пеа. И така, мислам, Тоа е онака. Очујам гледа на интервју, сето тоа викаат, секој кометник викаат не бао да чувство кога ќе ти ги пеат песните, кога тоа е право ехото. Да, егото, знам дека егото, ама знаеш, има и добар дел од его, има негативен дел од его. Многу е битно како ќе го, како да кажам, како ќе го изменаџираш. Пошто без его многу работи не може, пример. Нема да имаш драйв за некои ствари. Као тоа се беше други теми. Така што го црпам доброто од егото и сакам да верувам дека, не знам, на некој начин луѓето си ја сватија песната онака толку при срце, пошто текстот на сите некако им влеза, онака го чувствуваат. Така што, но, мислам, екстремно сум благодарна. Си ги слушаш мислите на глас као фидбек. Да, нај као rewarding feeling, што кажа некој. Да. Малце ново како опфативме, као накратко, но например јас сум многу голем обожавател на музика, јас звучам мала, значи јас сум споменали, сум пишувала што ти е твоја една кариера пеачка. Да, Јас ти сум Princess on the Pauper. да, браво, јас ветеринар. Јас пеачка, ама знаеш си, пеачка тука, знаеш, треба да идеш во Америка или нешто така, тие ништо беа Си ставаш limiting beliefs. Секогаш. И као, не знам, некој што би доделе нешто на некој млади амбициозни, знаеш, некој кој што на млада мене дојде, кој што имаш сон да пееш. Та и мене ми требаат овие совети. Ја не мислам дека сум до толку адекватна да го кажам ова се уште, ама Вете, гледам тебе со дека можно е. Знаеш, фактот може зашто јас се смислев кај никогаш нема единствено нешто што можеме да сме да се пееме соба. И караоке се што почнаа да имаат у бајках. да, караокења има се поише на секаде, многу ми е драго за тоа. Секоја вечер слушам од некаде некоја добра македонска песна и викам, Бафи. да, ми викам, Скопје Без пак караоке за живо. Да, Скопје пак за живо. На сите има хит да пеат Хипокрит од Каролина, значи Хипокрит. крај. Кучкинцин. Да, таа е Кучкинцин, некако Македонска, и таа е You're so браво. vain на македонската верзија. You're so vain, браво. Таа песна, мислам дека си прв човек што ми ја има спомнато дека уопште ја има слушана. Викам, music nerd. Тоа е тоа, браво. Што ви кажала на некој што е помладен од мене?
За некој што сака да биде ова Ако си девојче, или исто како продуцент, тоа уште потешко Да. некој луѓе си мислат, ај пејачка ќе ме бива, ќе пеам, знаеш. да, значи кај нас продуцентството е поделено, ако више е мала гранка, кај нас е уште помала и од таа мала се дели на две и таа што јас ја сакам има само тројца од држава што го работат тоа. Затоа што све е кај нас сведено на аудио инженерство, заместење лајв настапи. И значи врвот е да работиш или на стадион, или у МКЦ, или мислам, тоа е врвот да местиш такви сцени кај нас. За жал, мала држава сме, тоа е пазарот. Тоа што јас го сакам е и тоа за кое што тоа што ми е уствари струка според диплома, аудио инженерство, што се одвива во студио. Значи креирање музика, работа со артисти, местење инструменти, херцажа и така натака на све што е потребно, значи тотално све, ме разбираш. Е тоа кај нас го нема, прво затоа што во Македонија нема ни продукции. Да, значи нема продукции, нема. Ако сакаш да го работиш тоа, нема. Србе, Бугарија. Особено што фактот што не знам, јас не се чувствувам дискриминирано што сум женско. Се чувствував на факултет, еден професор многу често знаеше, пошто јас бев едно време единствено девојче во клас и познавам само 2 аудио инженерки во Македонија и мислам дека толку сме на рака може да се изброиме. Просто Така некако, да. Еден професор стално ќе прашаше некое прашање, не знам, некоја равенка, нешто, некоја формула, и ќе дојдеш до мене и ќе речеш, ај ти си женско, ќе те скипнам. Уште до ден денес не знам како го мисли. Дали сакаше на некој начин да ми покаже некој тип на почит, не неќам да те малтретирам, ајде дај машкиве да ги изребрам, или дали беше директно направо, ти не мора, врни. или дали беше ти не знаеш женско си, уште до ден денес не знам и уште го мислам. Да. И од тој аспект, тоа е единствен пат така кога сум се, ама тој професор ми беше доста постар и е стварно, мислам, многу важен човек во ова за кое што разговараме во оваа струка. Али Смешно кога, знаеш, таквите луѓе се обично најкао гледателни. да. Дали во светот. Се согласувам, да. Он е одличен, многу квалитетен, брилијантен мозок, ама тоа некако не можам да му го простам и до ден денес не му го разбирам. Не за тоа да разбирање. Мислам, Да, енергија не треба да ја посветуваш на таа насока, зашто ако цел живот ти така кога ги гледаме работи, да, мораш да ги пуштиш нештата. Тоа што е различни генерации, сме различни сваќања, различни уверувања. лето. Не викам дека некој е управо, некој е укриво, едноставно it's a different opinion. За него. Ако ги држиш ти работи у себе, дури као нема се доташ, што се да го пребориш, да положиш напред ко Нешто не се шукам со фрустрација, никако тоа не си го правам на себе. Така што ја никогаш не сум се осеќала дискриминирана кај нас на сцена. Гледам дека едноставно нема можност. Више сите можни позиции се зафатени, работа нема. Студија ни фалат места каде што ќе може да работиме, каде што ќе може да правиме, пошто јас истовремено студирав и филмска музика, значи не можам да го работам тоа што го сакам, немам каде да го фрлам своето знаење, немам во што да го насочам. А ова го учам 10 години, ме разбираш? Сам е прекрасно, значи неговото нешто што може некој да го учи тоа за мене, за јас. не знам сега да дојде Така тука. супер мислење имаш. Мислам се надевам онака дека се повеќе луѓе ќе се охрабруваат да работат на звук, да работат на музика. Мислам нема ништо лошо во уметност. Сега пример ако дојде некоја голема продукција од некаде, кој е обучен да работи на тие филмови? Кој е обучен? Ме разбираш, нема никаде да вежбаме младите луѓе. Нема каде, значи ти треба Да се знаење. развиеш, немаш. Треба знаење, веќе отидеш во странство, пример, сакаш да успееш и одма ќе бидеш фрлено, што се вика онака the pit. И сега тука треба да касаш и да лаеш и да грабаш знаење. Зашто кога може све да си иде последователно и да излезеш у светот ко човек. Ама тука многу се тешки некои работи. Вака бих исполнила дека знаеш за музика за филм, кој саундтрек ти е најомилен? Морам да го прашам. Чекај малце. Ова е Не знам, многу тешко прашање, најтешко да Ова е одлично прашање, стосум. За мене за секојаш ќе биде најомилен саундтрек од Тарзан.
Зашто Фил Колинс ја има правила музиката. Мене Фил Колинс ми е господ, мислам, толку тука, нема збор. Така што, веројатно као саундтрек, онака као песни, као све, би ми било Тарзан. Исто ми се допаѓа многу Spirit музиката, на Брайан Адамс, Spirit the Stallion. Да, добро. Да, Да. не знам. Нисам го нем гледам, а знам за... Значи бев обседната со Spirit кога бев дете. Кумата моја си отвори градинка и сега градинката сека Spirit. Да, ради мене. И Добро име, да. да, и сите деца као имаат као annual day кој што го гледаат као Spirit и такви ствари. Јако. Да, можда нема да имам поголем како се вика. На CV кредибилитет градинка. Има инспирирано градинка и активности во Да. Апсолутно сум поставила кои цртани ќе бидат гледани. И секогаш онака кога некој ќе ми каже дека некој цртан филм нема гледано, кам стои. Мораш да го гледаш. И мислам дека со сите луѓе што ми се важни во животот, од поново ги гледам работите само зашто мислам дека се толку важни да ги знае. Некои охрабрувачки зборови кои на крај кој би можела да се обратиш, знаеш, на млади амбициозни, некој 15 секунди кога знаеш твојот final battle. Чекај малку сега, имам My soldiers. Да, вака дечки, да ви кажам нешто. Некад мораш да си коњ во животот. Значи вака, Такој. мораш да си Spirit. Ставаш од страна, ништо не гледаш и само идеш напред. И не те интересира кој што рекол, кој што мисли, нека те интересира ти што мислиш и ти што си рекол и ти што сакаш. Толку. Тоа е тоа. What an ending. Тоа е тоа. Прво, you have to believe it. За да се да не мори. Јас лери да, Значи, апсолутно мораш себе си да си градиш таков мајндсет, пошто ако е обратно да си гараш како може другите нормално, да ги дури да не е вистина, човече. Значи 5 минути од денот одвој мижи, опушти се и диши и размислувај и гледај во филмот што сакаш да ти се дешава. Уште од дете кога слушав музика, затварав очи и ставав слушалки и замислав како ја правам таа песна или како јас сум на таа сцена или како тие работи уствари јас себе сум се брейнвашнувала многу јако. Manifesting си правил. Да, несвесно, тоа е тоа. Така да тоа е само една огромна игра на животот и тоа е тоа. Тоа е тоа што обидам да го кажам и стварно го мислам од срце. Само напред јако. Нема друго. Тоа е тоа. Благодарам многу. А на нас Stream. Само на стрима и да се amp up the numbers.